Парадоксот на Божики. И тоа што се ова што го слушнавме е нелогично. Од еден на друг, на трет, да дојдете до тоа каде што сте. И ако воопшто сте примиле картичка некоја, овој Божики. Јас денес имав прилика, барем од странство праќаат уште картички. Кај нас веќе никој не праќа Божикни картички, за жал. Имате картички на кои пишува Емануел, Бог со нас и сите тие работи. Има Божикни картички на кои само имате некој Дедо Мраз таму, нели, нацртан снегче, нешто, срекни празници или не знам си што. И тоа е стварно парадоксално. Заради тоа што основата на Божик беше слава на Бог меѓу висините, мир меѓу луѓето со добра волја. Денеска за Божик е општа збрка до последниот момент. Вчера се сретнав со комшика во лифтот, каде брзаш комшик и вика за 10 минути ќе затвори продавницата. И трча да заврши, да земе, да направи некоја работа таму. Пред 2000 години некој рекол, имаше само една звезда која светеше над Витлеем, денеска има милиони неонски знаци на кои вика продажба, ефтино, 50% подоле, купете за Божик, не знам си што. Реалноста ни е таа. Дојдаја во тишината на ноќта пастирите и што направија? Му се поклонија, вика тука на младенецот, таму што беше. Денеска Божик е време кога се прават забави. Нема тишина, нема тивка ноќ. Има гласна ноќ, има луда ноќ, има бесна журка, не знам си што да биде. И цело време е парадокс. И само да цитирам еден што го начекав, вика, бебето во Витлеем, вика, беше родено како спасител да им даде на луѓето се што им треба, ама го замени, вика, еден измамник по име Дедо Мраз, кој го зима сето тоа што е вредно и дава ѓубре што не трае. Ние се научивме во нашите земји дека прво доаѓа срекна Нова година и Дедо Мраз, после доаѓа Божик, нели? И некако Божик ни доаѓа као антиклимакс во известна смисла, ама не би требало да е така. И цело време, кога размислував за овие работи што се нејасни од една страна едно, од друга страна друга се случува, знаете дека најголемиот парадокс на Божик беше Исус Христос. Стварно. Ама сакам прво да расчистам што е тоа парадокс, да не се чудите. Боти може би некој ќе разбирам, некој не разбира. Парадокс е тврдење кое што самото си противречи и се коси со логиката. И ако одземете на Википедија да побарате парадокс на македонски, ќе го најдете ова. Дали одговорот на ова прашање е не? Тоа е парадокс. Како и да го одговорите, некако нелогично доаѓа. И затоа сакам да го искористам ова и да зборам денеска за парадоксот на Божики. Знаете, кога ние читаме Библијата денес, најчесто за Божик, за празник, ќе се вратиме и викаме да видите што се велат пророците. И ќе почнеме да читаме, гледа овој пророк што вика, гледа овој пророк што вели. И ги слушаме и викаме, леле, свака им част на луѓето колку знаеле, колку разбирале, колку сватиле. Мојата теза денеска, ако не се согласуваат, знам дека тука има многу теолози, може да дискутираме, ама мислам дека пророците не им беше баш јасно што пророкуваат. И ќе видиме зошто, барем така мислам дека се случи. Кога ќе погледнете пророштвата на Христос, наизглед контрадикторни. Еден исти пророк. Прво ќе рече дека доаѓа победник кој ќе владее на цел свет. Ќе биде спасител, ќе биде ослободител на сите луѓе. И одеднаш неколку глави подоцна почна да зборува и вика ќе биде човек на тага, ќе биде осамен, ќе биде отфрлен. Како ќе ги помирите тие две работи ако вие ги пишувате? Например, цар на славата, цар на небесата, копнежот на народите, вика еден од пророците таму. И понатаму Исаја ќе рече, во него немаше убавина, беше слуга, беше крвав, страда, беше распнат, мртов. Може ли исти човек да биде тоа? Малку е тешко така да го прифатиме. Кога ќе почнете да размислувате, си викате за една иста личност се зборува ова. И јас мислам дека Бог намерно го направи тоа и намерно им даде на пророците пророштва кои они си викаа што е вистина ова или она, за може да ги натера да не се јави никој пат им некој кој по човечки ќе го исполни пророштвото, нити пак некој може би заради лошо или може би затоа што сака да направи као најде нешто добро ќе направам, па ќе донесам пророштво да се исполни. Пророштва беа толку збркани. Лош збор употребив може би, ама ќе видите што сакам да кажам со тоа што ако не беше Бог во нив, немаше шанса да се случи. Како песнава што ја слушавме сега. Евреј неверник пишува Божик на песна, мислам малку нели чудно доаѓа тоа. Последниот старозаветен пророк беше Јован Крстителот. Тој дојде на земјата и за него во Лука 3 глава 2 стих ни се вели дека словото Господово дојде кај Јован. Ако тоа е вистина, тоа значи дека се што зборуваше Јован, додека зборуваше нели за судот што доаѓа, покајте се, крстете се и така натаму, сето тоа доаѓаше од Бог. Или ако е вистина дека словото Божје дојде од него. Ако беа тоа Божји зборови, зошто тогаш
Јован самиот се најде во една ваква ситуација. Испрати ученици, кога беше во затворот, ке се сетите, и прашањето му беше: ти ли си тој или да чекаме друг кога дојде кај Исус? И забележете како Исус му одговори него. Вика: одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат и сакати проводуваат, лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И може би звучи чуден овај одговор, затоа што Исус не вика да или не, ама ова е пророкот Исаја всушност цитиран од 35 глава е таму. Он го цитира и вика: ево, сети се тука, овде. Ајде да погледнеме неколку од тие, јас што сум ги нарекол парадокси, па да видиме зошто беше невозможно да се исполнат ако не беше Бог во сета таа работа. И првото нешто, пак ќе кажеме парадоксот на Богот човек. Во Исаја 7:14 вика: зашто самиот Господ ќе ви даде доказ, ете девица ќе зачне, ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Многу убав стих. Вика: Господ по своја волја. Самиот го прави тоа. Супер. Нема никаков проблем. Многу е убаво. Фала ти Боже. Прекрасно. Некој преводи вика: тебе Господ ќе ви даде знак, некој вика: тебе Господ ќе ви даде доказ. Девица ќе роди, ќе зачне, ќе роди син и така натаму. Сега, ако беше ево ќе ви дадам доказ, утре ќе врне и се исполни, може би има подобра апликација. Нели, проверил, знаел што ќе добие, многу подобро. Некој користат Weather.com, некој јаки Weather, поточна била погода. Ама не е тоа поентата тука. Вика: ќе ви дадам поинако знак. Вика: девица ќе зачне. И веднаш реакцијата, ако било кога сте слушале за Божик нешто, реакцијата: ама чекај, вика, тој хебрејскиот збор таму што е спомнат може да значи млада девојка. Млада жена, не мора да значи девица. Океј? Ама кој е тогаш знакот и кој е доказот ако кажам: ево, жена ќе зачне и ќе роди дете? Тоа е нешто што се случува буквално секој ден. Која е логиката на стихот таму? Ева ќе ви дадам знак, ќе ви дадам пророштво кое се исполнува буквално секој ден. Нема логика, нели? Бог вика: јас ќе ви дадам нешто што нема да биде реално, нешто што нема да ви влезе, нема да ви е јасно што се случува. И ќе го наречат Емануел. Јас знам неколку луѓе, мои блиски пријатели, што имаат име Емануел. Ама името само по себе го носи значењето заради тоа што значи, а тоа е Бог со нас. Ете, девица ќе зачне, ќе роди син и ќе му го дадеш името Бог со нас. Тука веќе станува проблематично. И тука е парадоксот. Ќе имаш син кој ќе биде Бог. Дете кој ќе се роди од жена и кој ќе биде Бог. Викаш, малку тука веќе не се согласуваат работи. Но ајде да одиме понатака. Исаја 9:6 вика: дете ни се роди, син ни се даде. До тука е супер. Дете се раѓа, фала му на Бог. Син ни се даде, амин, нека е. Власта е на раменјата него, супер, ќе биде царник. И ќе го нарече чудесен, окей, советник, супер. Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Нешто не се вклопува. Знаете зашто не се вклопува? Го напишав тука, бидејќи ми е тешко и да го изговорам. Жена ќе роди син, која создал жената, која ќе го роди синот. Ова е парадокс. И ова е невозможно, освен ако не е надприродно. Како сакате разберете, ама тоа е поентата за која тука сака да зборува самиот Бог ја напишал. Знаете, Марија го имаше истиот проблем. Кога се појави ангелот, вика: не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога, и ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царувањето негово нема да има крај. Колку убаво звучи до тука. И Марија го има истиот проблем што го имаат пророците. Сосема истиот проблем. Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Како ќе родам дете кога сум девица? Не вика како ќе родам дете како млада жена. Чудо големо. Тука има многу млади жени и кога? Тогаш сите ќе родат. Немаше ништо чудно да биде тоа. Ангелот ти одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божје. И забележете зошто е тоа парадоксално. Во Создавање 3:15 прво ни се зборува за семето на жената. После вика Данијел пророкот: ќе биде син човечки. Океј, син Божи.
Семе на Авраам. И пак се соочуваме со оној парадокс кој Бог го дава. Како некој може да биде син човечки, а сепак да нема човечки татко, да се роди од семе на жена, кога жената нема семе, а истовремено да е создател на таа иста жена. И пак ќе кажам, причината за тоа е, Бог даде парадокс за да не бидеме излажени со фалсификат. Или ќе се исполни баш така како што рекол Бог, или се друго е лажно. Многу јасно, многу едноставно и многу просто. Има често пати луѓе, знаете, и кај мене сме разговарали, ќе кажа, не ми е јасно како Исус можеше да биде и Бог и човек. И мојот одговор најчесто е да ни беше јасно, немаше да биде Бог, ќе беше само човек. Никој никогаш не го познал Бог на цело, така вика Библијата, никогаш нема ни да го спознаеме Бог на цело, нема шанси бидејќи ќе бидеме богови во крајна линија. И затоа ако не го разбереме, имаме две алтернативи: да го веруваме, колку и да е парадоксално, или да го одбиеме, ама не можеме да останеме неутрални. Тоа е важното. Тука нешто. Ајде да ви спомнам еден друг парадокс. Парадоксот на лозата на Јуда. И пак ќе ми извините, бидејќи овој текст е малку комплициран, заради тоа што ние не сме навикнати да користиме некои такви изрази, можеби во црква од време на време. Во Создавање 49:10 Бог вика вака: нема да се одземе жезолот од Јуда. Жезол, знаете што е, нели, скиптар, како сакате, она за владетел што го носи. Ниту од бедрата негови. Се дури не дојде миротворецот, кому ќе му се покоруваат народите. Значи, Јуда, еден од синовите таму што беа потомците на Авраам, на Исак и на Јаков, тој ќе биде, преку него ќе дојде царот. И вика, тоа царување никогаш нема да прекине. Ќе биде вечно, што би рекле ние тука. И до овде е се супер. Ама, ако се вратите малку назад во 38 глава, ќе налетате на еден проблем. На една случка која мнозина би сакале и да ја нема во Библијата, затоа што е малку чудна и непријатна. Имено, Јуда патем не беше супер човек. Ако читате во Библијата, тој Јуда не беше некој си совршен верник, како сакате кажете го. Јуда имаше син, што го даде, всушност, с кој се ожени со една девојка. Синот умре. По закон требаше да го даде вториот негов син, за он да ја земе, за да не остане без деца, бидејќи немаа деца. И го даде вториот син, Јуда, неговиот втор син, го даде на снаата и тој почина. Имаше и трет син, кој требаше да дојде, реално требаше да ја земе жената, арно ама, Јуда се пишмен и вика, не, нема шанса и третиот син да ми умре, кој знае што им прави ова, не знам што беше работата, не го давам, третиот син ќе го тргнам на страна и ја прати дома да живее кај татко и како вдовица, што не беше по ниедно правило. Тамар, која не сакаше да остане така, реши да го надети својот свекор, кој до тоа време веќе беше вдовец. И што направи? Се преправи како проститутка, да, верували или не, и тоа го има во Библијата, и отиде и го намами својот свекор. Да испиеше со неа и испадна дека она забремена. Ќе ви кажам зошто е важно. Кога слушна роднините дека снаата забременила, а дебек треба да си виден или на страна таму кај незините, ја викнаа назад кај Јуда, кај свекорот, и тој рече треба да се убие. Сега што беше финтата? Невестата, која требаше да ја платат за чинот, нели што спиеше со неја, му го зема прстенот и една бразлетна. И кога ја праша кој беше тој со кој сгреши, таа му ги покажа на Јуда и тој свати дека он сгреши со собствената снаа. Зошто е ова важно? Она роди две деца, близнаци Фарес и Зара. Зошто е важно? Самиот Мојсей пишува на едно место, таму во пета книга Мојсеева 23:2, син на блудница не може да се прими во Господовата заедница, ни тој ни неговите потомци до 10-то колено. Е овој парадокс. Треба од Јуда, од семејето на Јуда да произлезе цар, ама проклет да биде, вика тој што ќе биде. Од блудница. Јуда немаше други деца, освен од снаата. Ајде да ве видам, решите го тоа. Што ќе правиме понатаму? Одете во Матеј во првата глава. Евангелие според Матеј прва глава. Книга за радословот на Исус Христос. Син Давидов, син Аврамов, Аврам го роди Исак, Исак го роди Јаков, Јаков го роди Јуда и неговите браќа.
Така? До тука. Окей, супер. Ама, ако вака сега продолжиме натаму, треба да дојдеме до цар преку кој ќе излезе Исус. А има проклетство. И гледайте како тоа го решил Бог. Забележете ги мијата што сум ги подлекол со жолто, нели, како беше он, ќе видите. Јуда ги роди Фарес и Зара со Тамар. Првата генерација беше Фарес го роди Есром, Есром го роди Арам, Арам го роди Аминадав, Аминадав го роди Наасон, Наасон Салмон, Салмон Воз, Воз го роди Овид, Овид го роди Јесеј, Јесеј го роди царот Давид. Библијата викаше дека после 10-тото колено ќе се дигне проклетството од таа лоза. Првиот цар од линијата на Јесеј беше Давид. Првиот цар во Израел беше, се сеќавате, Саул. Ама Саул не беше од лозата на Јесеј. Од Јуда, извинете, ја па Јесеј. Од Јуда. Он не дојде од таму. Тој си беше скрос на страна. Бог рече од Јуда ќе излезе царот. Како го извади? Давид дојде за цар. За него преклетството заврши и можеше да се исполни точно таа од лозата на Давид понатаму. Многу важна работа. Бог е Бог кој простува. Вие кои бевте тука кога беше Пантелис од Грција која проповедаше, ќе се сетите дека неговата проповед беше за 4 жени, единствените 4 жени кои се спомнати во родословието на Исус. Ви текнува? 3 од нив беа жени со сомнителен морал позадина и една беше од незнабошки народ. А сите ја добија честа. Зошто? Затоа што Бог е оној кој е Бог кој простува. На 10-тото на Давид Бог го подигна проклетството. И затоа Давид имаше полно право да влезе пред Бог, да застане пред Бог, да му служи на Бог и да биде легален, легитимен цар во Израел. А не Саул, како што реално се случи предходно. Јас денеска нема да биде долга проповедта, затоа брзам малку за некои ствари, можете сами да си ги проучувате. Ама сакам малку да зборуваме за оној парадокс за домот на Месијата. Ајде да кажеме за родниот град, ако сакате, на Месијата. Михеј 5 глава 2 стих вика: но ти Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудајци, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и че е потекло од почетокот од вечноста. Супер. Михеј пророкува дека Исус ќе се роди каде? Во Витлеем. Супер. Одлично. Ама Михеј се преклопува со еден друг пророк. Ако погледнете, пророк Осија, кој пак пророкува: од Египет го повикав мојот син. Кој лаже? Ние сега знаеме дека никој не лаже. Ајде да сте вие во тоа време и да седнете да ги погледнете двете пророштва во исто време во Израел. Овој вика вака, овој вика вака. Кој е во право? Ајде искомплицираме уште малку. Има и трета опција. И ќе потера фиданка од Јесеевата пењушка и стебло ќе излезне од незиниот корен. Така вика Исаја. И трето пророштво сега го става тука, кој е малку збркано. Зошто? Фиданка на еврејски е Нецер или Нацер, како сакате кажете го. Постоеше еден град во Израел кој се викаше Нацарет или Назарет, ние го викаме. Фидан град, ако сакате, наречете го. Од кај дојде Исус? Што е вистината? Ова беше сето пророкувано години и години и години пред Исус да дојде. Не беше ова напишано во моментот Исус се роди, па ајде сега ќе напишеме некоја книгичка, некоја тефтерче тука. Нема нешто такво. Ако луѓе ја напишаа Библијата, сигурно вака немаше да ја пишуваат. Оти првиот од нас што ќе седне да чита, ќе рече: ајде, не знаеш самиот да си ја тераш приказната до крај. Почнаш со едно име, завршуваш со друго, 20 име некој си таму. Кога дојде да се сеќавате мудреците, во Матеј 2:5 вика: каде треба да се роди Христос? Прашува, сеќавате кој? Он е лошиот цар. А тие му одговорија: во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. И ти Витлееме земја јудина, по ништо не си помал ги војводствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач што ќе го пасе мојот народ Израел. Леле, колку убаво. Беше роден во Витлеем, бидејќи така рече пророкот. Сега, како ќе го помириме Египет? Во Матеј 2:13 вика: штом си отидоа тие, мудреците, ете, ангел Господов му се јави на Јосиф на сон, велики: стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет и остани таму, додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара младенецот за да го погуби. И тој стана, го зеде младенецот и мајка му ноќно време, поотиде во Египет и таму остана докаде? До смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господ преку пророкот кој вели: што? Од Египет го повикав синот свој. Ајде да видиме како можеше Исаја да нареди што ќе се случи стотици години напред, за да може Ирод во тоа време
да сака да ги степа сите, вклучително и детето. На прв поглед парадоксално, парадоксот се расчистува и се решава во самиот Исус. Ова ви е Осија 11.1 исполнето. И потоа, ајде да го видиме третото. Ако го пристигна, тоа кога се врати од Египет, се сеќавате, Јосиф и детето и мајка му, се насели во градот наречен Назарет. Зошто? За да се исполни реченото преку пророците дека тој ќе се нарече Назареец. Океј, ајде вака ќе рече да теоретски, Јосиф сакал да ја намести работата, па решил да се врати во Назарет. Ама он не живееше во Назарет. Назарет не беше негов роден град. Ако погледнете од цела Библија, стварно немаше врска со тоа. Проблемот беше друг. Во Матеј 2.22, кога Јосиф се враќа назад, сака да си оди дома, ама кога слушна дека во Јудеја царува Архелај на место на татка си Ирод, се уплаши да оди таму. И откако доби порака на сон, замина во галилејските предели. Зошто побегна? Затоа што Ирод го постави Архелај. Архелај дојде на власт и беше многу лош цар на еден од тие делови. Сме го зборувале порано, да не се враќам на тоа. Архелај во еден момент уби 3000 евреи. Оти нешто не му беше по кеф. Нешто не му беше мерак на него. Јосиф немаше да си замине од Јудеја да оди во Галилеја, ако Архелај не станеше цар. Архелај стана цар само заради тоа што Ирод, татко му, збесна и го тргна предходниот син кој беше поставен и му го даде царството, условно речено царството на Архелај. Проверете историјата, ќе видите. Ова не можеше никој да го наштима ако не беше Господ. И сите парадокси повторно се расчистија во самиот Христос. Јас планирав 3, ако ми остане време и уште еден. Ама ајде, ако не ви пречи, ќе го терам него. Парадоксот на правото на престол. Имаше ли Христос право да се нарече цар? Сега, гледавте кога умре Елизавета, нели втора? Се сеќавате што се случуваше. Сите дебатираа која е кралска лоза, која не е кралска лоза и која ги покажуваа кој кај оди. Нели, гледавте во процесијата, тоа е тој, третиот Ерл, вториот цар, четвртиот таму си кнез, не знам си каков, нели си имаат они некој редослед таму и сите тие работи беа избркани. Сега, за Исус да биде цар, мора да има царско потекло. Така? Да има царско потекло, треба да има цар татко. А да има цар татко, физички имаме проблем. Тогаш нема да е Бог. Проблемче кој може да се реши само на библиски начин. Месијата требаше да биде цар. Тоа беше јасно во пророштвата. Месија значи помазаникот всушност. И тој требаше, така вика Библијата, да го наследи престолот на Давид. Така ли беше? Во Матеј 1, ако ја погледнете генеалогијата, ќе забележите дека законското право да биде цар му припаѓаше на Јосиф. Да, евреите немаат цар во тоа време. Ево погледнете, евреите немаат цар долго време. А оти, кога го читате родословието, вика, после Вавилон гледате што се случи, и после некое време, одеднаш Израел беше префрлен во робство, сеќавате ги раселија наваму натаму, се распадна земјата, немаше веќе цар. Ама да имаше легитимен цар во Израел, не овој Ирод таму што беше поставен, ама да имаше легитимен цар во Израел, требаше да биде Јосиф. Погледнете ја генеалогијата што имате во Евангелието според Матеј, во првата глава. Требаше да се појави тука. Ама, како? Цар можеше да биде само првородениот. Тоа ние го знаеме. Тоа не е спорно. Ама, кога ќе ја погледнете генеалогијата, нема да ја тераме цела, тука, ова е во... Погледнете си ја дома, да не ве задржувам. Тој го роди тој го роди тој го роди тој, и доаѓаме до некој си Матан. Матан го роди Јаков, Јаков го роди Јосиф. Кој? Мажот на Марија. Сега, забележете нешто. До тука, во родословието на сите цареви, кралската лоза го води Јосиф како цар. Како легален наследник на престол. Јосиф во тоа време, човекот си е што? Дрводелец, се сеќавате. Па ајде помирете го тој парадокс. И уште повеќе, Марија требаше да зачне, се сеќавате, без маж. Па како зачнатото ќе биде крал во лозата на Давид? Едниот начин е ова вториот дел тука, од која се роди Исус, наречен Христос. Зошто? Во Евангелието по Лука
ќе видите има уште една генеалогија. И таа генеалогија во Евангелието според Лука е од страна на Марија дадена. Тука Јован сигурно го знае тоа подобро од мене, оти он си ги знае тие хералдички ствари. Ама таму ни се вели во Јован, во Лука, дека Марија доаѓа од еден друг син на Давид, Натан. Не е првородениот, ама повторно доаѓа од кралска лоза тука. И кога ќе дојде од таа кралска лоза, таа си постои овде. Интересно е од која се роди Исус, наречен Христос. Правото да стане цар дојде преку Исус, преку Јосиф. И сега, ево го парадоксот. Ако Исус беше само син на Марија, не можеше да биде цар. Тоа можеше да биде само ако е од лозата на првородениот, на Јосиф. Ама, ако Јосиф му е вистински татко, тогаш како може да биде Бог? Тогаш немаме никаков проблем, нема ни девичанско раѓање, немаме никакво чудо, немаме ништо. Ке врата малку назад да ви кажам што се случи. За мене беше возбудливо да ви кажам кога се спремав, не знам колку ќе ме разберете. Еремија 22:30, пророк еден напишал вака, вика, забележете, така вели Господ, запишете го овој човек, ќе ви кажам кој е тој човек, како лишен од деца, како човек со зли дни, зашто никој од племето негово веќе нема да седи на престол Давид и нема да владее во Јудеја. Еремија вика дека целиот, всушност, претходно има едно пророштво во кое Еремија кажува дека царот Давид ќе има престолонаследник до веки. Потоа вика во 20:30, нема вика таков да седи кај него, нема да владее во Јудеја. Ова го зборува на еден човек кој се вика Јехоаким и чие име го имаше во родословието. Неколку различни начини се вика, ама Јехоаким. Како лишен од деца, вика, он не оти ке нема деца. Туку, вика како да ги нема ќе му биде работата. Месијата ќе биде цар, ќе дојде од Јуда, ќе дојде од линијата на Давид, ама никој од Јехоаким нема да седне на престолот на Давид. Со други зборови, уште Еремија пророкува дека Јосиф нема да седне како цар, кога ќе му дојде времето. Така излегува од овде, ако го погледнете. И затоа во Матеј 1:16 во родословието вика Јаков го роди кого? Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус. Не од Јосиф со проклетството на Јехоаким, од Марија. И пак Христос можеше да биде помирување на тој парадокс во себе си тука. Може да влегуваме повеќе, ама не сакам да навлегувам. Бидејќи, ако Јосиф, пак ќе речем, Исус мораше некако да го наследи правото на престолот без проклетството. И затоа Јосиф мораше да биде во легалната лоза, ама немаше како да биде негов земен телесен татко. Иначе пророштвото ќе беше невалидно. Исус има право да владее заради лозата на Јосиф, ама без проклетството на Јехоаким да се пренесе. Значи мораше да дојде од каде? Од другата страна. И Марија беше царска ќерка, исто како што беше Јосиф. Кога Бог ја пишува историјата, тој ја пишува точно како што треба. Има уште 3 или 4 вакви парадокси, нема да навлегуваме во нив, ќе застанам тука, ама кога Бог ја пишува историјата, си ја пишува на свој начин како што тој сака. Првиот парадокс е на Богот човекот. Човек, а Бог во исто време. Вториот беше парадоксот на лозата на Јуда што го спомнав. Парадоксот на домот, од кај ќе дојде Месијата ако сакате, и парадоксот на правото да владее. Толку парадоксално што ако не е од Господа немаше да се случи. Толку нелогично, ако не ги споите работите, ќе речете и овие пророци не знаеле зашто пишуваат. Многу добро знаеле. Бог многу добро знаел и затоа вика кога се исполни времето, кога се исполнија сите тие пророштва, Бог го даде неговиот син да дојде на земјата. И ние сме благодарни за тоа. И кога ќе мислите за Божики, сега овие денови ќе продолжиме за Божики да дискутираме, мислиме на бебе, знам. Ама заборавете на тоа малку. Знам дека Христос е парадокс за мнозина. Знам дека и за светот надвор Христос е парадоксален денеска. Бог, па човек, па не знам си, па ова, па она, па не знам си како. Алтернативата ни е да го прифатиме и да кажеме го прифаќам, бидејќи Бог ги разрешува парадоксите. Зошто сакам да го кажам ова? Се што не ни е јасно, еден ден ќе ни се објасни на небото, ако сме со Христос. Ако не сме, ќе останеме да се чудиме што ни се случува. Христос не дојде да ни даде празник. Христос дојде да ни донесе спасение. И затоа на Никола што го спомна на почетокот, затоа често знаеме да кажеме Христос се роди, или Христос воскресна.
Дојде за да умре, за да воскресне. Не дојде за да ни даде само празник. Дојде да ги исполни сите пророштва. Јас се надевам дека некој ќе се охрабри да ги направи парадоксите во однос на неговото воскресение да ги обработи следниот делите. Бидејќи реално ги има многу и таму. Ама Бог нека ни даде стварно добар Божик, нека ни даде стварно увереност дека само Бог можеше да го направи ова што го направи и да знаеме дека ако го прифатиме тоа, ќе бидеме вечно со Него на небото и се што не ни е јасно, ќе имаме шанса да кажеме: Господи, а ќе те молам, објасни ми го ова. И знаете кога ќе ми го објасни, ќе толку било просто. Фала ти. Амин.